Веќе 9-ти месец собранието бега од предлог законот за антидискриминација доставен од владата. Колегата Владко Ѓорчев веќе неколку месеци не го става на дневен ред на Собраниската комисија каде што е председател. Но проблем има и кај други партии. Точно е дека и во ДУИ постојат се уште тие дилеми, постојат и во другите политички партии, меѓутоа сметам дека треба да се остави простор да разговараат и да постигнат едно решение. Невладиниот сектор обвинува дека политиката прави злоупотреба на текстот и покрај декларативната поддршка. Цело тежиште беше ставено на сексуалната ориентација, родовиот идентитет и унапредување на правата на ЛГБТ луѓето, што е само еден аспект на текстот на новиот закон. Новиот закон за антидискриминација во расчекор меѓу локалниот партиски конзервативизам и усогласување со регулативата на ЕУ, кој го кочи, а кој може да го откочи процесот. На владина седница беше прифатен предлог законот за спречување и заштита од дискриминацијата. Со него се уредуваат. На 19 јуни 2018 година владата објави дека министрите го прифатиле предлог законот за спречување и заштита од дискриминација, изработен од Министерството за труд и социјална политика. Неколку дена подоцна, текстот стигна до собранието и заглави во фаза на прво читање. Председателот на Комисијата за труд, Владко Ѓорчев, и ден денес одбива да го стави на дневен ред. Неколку наврати комунициравме, едноставно тој вели дека за него овој закон е проблематичен и дека не може да го стави на дневен ред. Од пристигнувањето на предлог законот па досега одржани се 9 седници на Собраниската комисија за труд и социјална политика. Ова работно тело брои 12 члена, од кои 4 пратеници на СДСМ, 5 од ВМРО ДПМНЕ и по еден од ДУИ БСЕП ЦЕР, кога не една од седниците пратеничката Морачанин предложила законот да се стави како прва точка на дневен ред. Мнозинството составено од ВМРО ДПМНЕ, но и од ДУИ ЦЕР било против. Безуспешно, практично немаше поддршка за да се стави законот на дневен ред и потоа едноставно некако се одложуваа комисиите и мој личен впечаток е дека практично се немаше волја овој закон да биде ставен на дневен ред и да се отвори дискусија по тоа прашање. Хронологијата, но и други факти покажуваат дека основниот проблем е што владеачката ДУИ нема усогласен став за ова прашање. Проблемот стана уште поведлив кога во јануари годинава вице-премиерот за евроинтеграции кажа дека има спорни моменти во текстот. Па зборувам и за ЛГБТ заедница, меѓутоа и други спорни категории кои што сега не можам да се сетам. Не треба да се притиска ова решение се додека овие предрасуди не се разговараат и со електоратот и со партиите кои што го представуваат тој електорат. 3 дена подоцна, Османи изјави дека бил погрешно протолкуван. ДУИ го поддржува овој закон и ќе гласаме за поддршка на законот. И јас мислам дека и електоратот и луѓето созреваат во однос на ова прашање и ДУИ го рефлектира тој став и дава поддршка. Но од тој момент помина повеќе од 1 месец, а законското решение никако да дојде на дневен ред во матичната Собраниска комисија. Ниту еден пратеник од ВМРО ДПМНЕ, независната пратеничка група и ДУИ, не сака или нема време јавно да го артикулираат ставот за новиот закон. Иако дел од нив ни рекоа дека кога ќе дојде време законот да биде на пленарна седница, истиот ќе го поддржат. Неофицијалните информации говорат дека од ВМРО ДПМНЕ барале во законот да се внесе дефиницијата дека бракот е заедница меѓу еден маж и една жена, како гаранција дека наведувањето на сексуалната ориентација како основа за заштита од дискриминација не е вовед во хомосексуални бракови со право на посвојување деца. За Наташа Бошкова од коалицијата Маргини, ова можно решение не е идеално, но не и целосно неприфатливо. Сметам дека не треба едно прашање кое веќе е регулирано во Закон за семејство да се регулира и во Закон за спречување и заштита од дискриминација, но ако тоа е картата до донесување на квалитетен закон како што имаме во моментот како предлог закон, па и зошто да не. Според Бошкова, многу поважно е што со одложувањето на носењето на законот се одложи и формирање на нова комисија за заштита од дискриминација. А токму во овој период, таа комисија му ја даде визата на Никола Груевски за азил во Унгарија,
со мислењето дека е политички дискриминиран. Сега е прецизирано најмалку 7 години работно искуство во областа на човековите права, од кои што 5 во областа на дискриминација, односно заштита од дискриминација. Така што овој критериум од старт би елиминирало можноста да добиеме неквалитетни членови на комисијата. Секако не можеме целосно да се ослободиме од политичките партиските влијанија на членовите кои што би ги избрали, имајќи предвид дека нив ги бира мнозинството на пратеници во собранието, кои што се на пратеници од владеачките партии. Еден од начините предлог законот да ја почне процедурата на усвојување е председателот на собранието Талат Джафери да го замени Владко Ѓорчев на позицијата председател на Комисијата за труд, ако пратеникот од ВМРО ДПМНЕ одбие барање од спикерот да свика седница за законот за антидискриминација. Ние дискутираме околу тоа за да се надмине ова блокирање на законот, да председателот на собранието назначи председавач и да се стави точката на дневен ред и да се разгледува, и мислам дека во таа насока ќе се одвива понатаму самиот процес. И тоа било, мислам, и е деловничка можност и било и пракса заради други основи во собранието, не е нешто невообичаено. Новите информации велат дека на крај е избрана варијанта со која ќе се заобиколи Собраниската комисија за труд и социјална политика, со која председава Владко Ѓорчев. Владата најверојатно утре повторно ќе го усвои предлог законот со европско знаменце и ќе побара од парламентот овој пат да го усвои во скратена постапка. Во новиот обид, законот ќе оди само на Комисијата за европски прашања пред да пристигне на пленум, како начин да се усвои пред изборната пауза на собранието.